Паралелно со епидемијата на коронавирусот, се шири една друга епидемија – епидемијата на стравот, паниката, погрешните информации, теориите на заговор, меѓусебната нетрпеливост и политичката поларизираност. Дополнително, во култури како македонската, например, честопати е евидентно и непочитувањето на препорачаните мерки на однесување за време на епидемии и значаен дел од населението не практикува физичка дистанца. Ваквите реактивни појави дополнително ја комплицираат епидемијата и ја претвораат во еден уште потежок проблем. Од тука, правилното и објективното разбирање и менаџирање на човековото однесување во време на природни непогоди и епидемии е од исклучителна важност. Со цел подобро да се разбере однесувањето на луѓето за време на епидемии, Атанас Киријаковски и Гоце Симоновски го дискутираат неодамна објавениот препринт од поголема група на научници од општествените и бихевиоралните науки од најдобрите универзитети во светот, во кој тие означуваат неколку битни аспекти на однесувањето, дискутираат и предлагаат идеи и даваат сугестии со цел да им помогнат на оние кои носат одлуки за справување со епидемијата и на оние кои што макотрпно работат на пронаоѓање третман и вакцина. Здраво, Гоце, кај си, што правиш? Ништо, седеме дома во изолација, се јаде, се пие, све. Епа, да, се јаде, се пие, се има. Се има. Само ќе видиме до кога. Така, ништо ќе мора да се издржи. Така што и ние, нели, ќе мора да најдеме начини да се подружиме малку. И дојдовме до идеја, јас и ти преку денешниот телефонски повик, онака да разговараме, барем разговорот што го правиме, онака и секогаш во принцип правиме интересни разговори јас и ти, да не иде фазла. Рековме да го снимиме, онака и да го објавиме како подкаст епизода, посебно затоа што се однесува на една интересна тема во однос на пандемијава, нели, со коронавирусот. Односно, ние би сакале малку да поразговараме за околу социјалниот и психолошкиот аспект на пандемијата и всушност да изанализираме еден интересен препринт кој што беше напишан и качен, тоест публикуван на SciArchives. Инаку предпринт е верзија пред официјално, нели, принтање во некој научен, да, пред официјално објавување во научно списание, нели. Како рана објава на некој си документ. И во него се потпишане негде околу 36 социјални научници и психолози, и мислам дека има од политички студии исто така, од разноразни универзитети. Го имаш прилично голем број. Да, 36 ако ги избрав добро. Од универзитети како New York University, Stanford, Yale, Harvard, значи баш онака големи имиња, да. Да, топ универзитети во светов се. И целова идеја на овој предпринт, мислам ќе го линкуваме во описот на епизодава за сите оние кои што сакаат да го прочитаат на своја волја. И значи во воведот тука ова група на научници всушност вели, односно препознава дека главните актери кои што се борат, нели, со пандемијата секако се медицинските и докторите, медицинските работници, нели, докторките, да, докторите, медицинските сестри и така натаму. Но и оние кои што се, нели, биолозите, подоцна, нели, епидемиолози, оние што се занимаваат со јавно здравство, компјутерски научници, имунолози и така натаму, но сепак викаат дека голема, нели, подкрепувачка улога на сите овие би биле и научниците, односно они експертите од областите како социјалните и бихевиоралните науки. Тоа се, нели, психологијата, невронауката, да речеме, да, антропологија, да дури нели, социолози, политички научници и економисти кои што имаат што да додадат и всушност нивното гледиште е дека тимовите кои што работат на борбата против оваа пандемија всушност би требале да бидат мултидисциплинарни. Значи да ги вклучат и овие луѓе. Фактички се одвива, да речеме, некоја
вид на војна на повеќе нивоа. Значи се одвива и значи сакаме и биолошки да ја елиминираме опасноста, сакаме и психолошки да ја елиминираме опасноста, социолошки така натаму. Така, дека затоа што е многу голем, значи комплексен проблем, не се работи само за како се вика ширење на одреден биолошки агенс или одреден нели вирус, туку се работи за ширење на разни психолошки, да речеме, стравови, перцепции помеѓу и тоа врз огромна популација, врз целата популација на планетава Земја, нели? И има некои научници дори сметаат дека при секоја епидемија практично се појавуваат две паралелни епидемии во исто време. Првата е нели епидемијата на вирусот, на биолошкиот агенс, а другата е епидемијата на, да речеме, на психолошките конструкти, односно перцепцијата, мемињата кои што се шират, кои што произлегуваат. Психолошка епидемија. Да, еден вид на психолошка епидемија, односно епидемија на реакција врз основа на биолошката епидемија. Така што битно да се разгледаат овие две работи. И уште поважно во овој момент, затоа што практично се наоѓаме во овој момент, бидејќи немаме ниту третман, ниту вакцина, практично се наоѓаме во 14 век. И во 14 век единствениот вид, зошто е 14 век? Затоа што тогаш се јавува она бубонска, како се вика, чума, да. Црна чума, бубонска чума, да. Која што уствари утепува, мислам, поради неа умираат негде околу 1/4 од цела Европа, мислам, од 14 век, тоа е... Апсолутно, 25%. Мислам дека и збршува прилика иста пропорција од светското население, така? Па веројатно, да, мислам тешко да се процени врз основа на историските нели податоци, но проценката е дека скоро 1/4 од цела Европа, тоа се негде колку се од 70 до кај 150-200 милиони луѓе. Милиони. Да. И главниот метод всушност за време нели на бубонска чума или плаг, како е, не знам, на македонски не е битно, е било нели бихевиоралната модификација. Од тој период потекнува зборот карантин. Така што немале лекарства, немале вакцини и практично ние сме сега во овој момент во истата ситуација. Освен бихевиорална контрола и модификација и влијание врз генералната популација, мислам, други методи за сега немаме се уште додека не излезе лек или вакцина. Така што... Значи, ова е еден вид на моментално достапна под надводници вакцина, која нели го пролонгира времето да се заразат и да се шири вирусот додека се изнајдат, да речеме, третмани, лекови и вакцини, така? Па и понатака, нели, и понатака за да се помогне целиот процес, најефективниот метод е оној метод на физичко дистанцирање. Подоцна ќе објасниме зошто не го потребуваме терминот на социјално дистанцирање, нешто што често го слушаме во медиумите, но оваа група, например, на бихевиорални научници велат дека тоа не е баш добар термин да се користи во овој контекст. Да го објасниме сега или да го ставиме за после? Може, апсолутно може и сега. Па зошто не е добро да се користи? Зошто препорачуваат наместо социјално дистанцирање се користи терминот физичко дистанцирање? Затоа што терминот социјално дистанцирање имплицира и губење контакти со други луѓе. Значи имплицира и психолошки еден момент на осаменост. Додека физичко дистанцирање означува чисто само двајца да не бидат во ист простор. Тоа е целата поента, значи физичка дистанца да има, но тоа не значи дека не може да има и социјална конекција. Да, не се лишени од дружење. Така, не се лишени токму од дружење. Еве како на пример јас и ти ти си на една локација, јас сум на друга локација, а ние комуницираме, не сме во сосема активен социјален контакт. Така што концептот за социјално дистанцирање делува онака, создава една поинаква психолошка шема на однесување и може би е подобро се, мислам, нивната онака идеја и препорака е подобро се употребува зборот физичко дистанцирање отколку социјално дистанцирање. Затоа што токму имплицира некои поинакви димензии на човековото однесување. Така. Ова е интересно што го зборуваш, затоа што ми се чини дека луѓето многу често нели се на некој начин излажани, дури психолошки излажани, например, кога гледаат во телевизија, нели гледаат 3D
предмети на дводимензионална површина. Значи, они се излажани дека гледаат нешто што е 3D, а всушност не е. На некој начин ние го лажеме, иако сме физички отсутни, го лажеме нашиот мозок дека иако сме физички отсутни, значи социјално комуницираме, се дружиме на некој начин, ги користиме нели средствата за комуникација, видео, јавување и слично, така? Да, значи чувството дека си во еден социјален контакт е многу битно и зачувано во тој контекст. Битно е само да не видиш физички еден до друг, но битно е исто колку што е битно да не видиш физички еден до друг, исто толку е битно и да останеш во социјален контакт. Значи преку од дистанца, преку нели овие методи на комуникација. Денеска барем интернетот и технологијата се толку развиени што воопшто не е ни проблем. Значи многу лесно се комуницира. Да, на некој начин во среќа, во несреќа што имаме да речеме средства за комуникација кои ни го улеснуваат дружењето. Да, замислила да беше пред 100 години. Мислам тогаш имало она нели шпански грип пандемија во 1918. Па не мора 100 години, може и да одиме 30 години назад. 30 години, да. Да, значи единствено што би имале на телефон. Достапно е телефон и телевизор. Телевизор, да. Предпоставам би било преплавено со информации. Еден мало би бил телевизорот. Црно-бело би се... Тогаш би било лошо затоа што група луѓе многу би се собирале околу телевизорот. За еден телевизор, да. Не би било препорачливо. Мислам, ова било случај барем во Втора светска војна, баба ми ма кажувана дека се собирале цело мало, еден ќе купил телевизор и сите се собирале за да гледаат вести на телевизорот и тоа од овој аспект наш моментално би било опасно, нели, опасен преседан. Да, не би било препорачливо дефинитивно. Знаеш се, ајде вака да додиме малце да го структурираме разговоров и да почнеме да разговараме за некои битни аспекти на самиот проблем, погледнати од нели социјална и бихевиорална перспектива. И едно од првите работи нели кои што луѓето ги перцепираат за време на епидемија и на ширење на болести е перцепцијата на некаква си опасност. Така? Закана некоја, така? Да, закана, опасност. И првата емоција која што се јавува во тој момент, значи нашата природна еволуција не подготвила кога се јавува некаква закана или некаква опасност да се јави чувство на страв, кој што всушност е едно подготвително чувство на телото да се справи со опасниот или опасно перцепираниот стимулус, така? Значи го спрема телото за она што се нарекува fight or flight, значи да се бориш или да побегнеш. И во двата случаи потребно ти е нели повеќе кислород во крвта, потребно ти е онака поголема тензија на мускулите, некои небитни онака вегетативни процеси од типот на дигестија на храна престануваат да бидат толку битни во тој момент и ресурсите кои што се трошат таму се насочуваат кон нешто што може да ти помогне да избегаш или да се истепаш од ситуација, да се справиш. Битна работа во овој контекст е, значи нормално има некаква закана, луѓето се плашат да не се заразат и така натаму. Е се битно да се напомене дека во модерно време ваквата масовност на информациите околу надоаѓачката опасност, како што е нели коронавирусот, во време на мас медиуми и во време на социјални медиуми, толку многу се амплифицира таа порака, значи што е уште подлабоко го зголемува тоа чувството на загрозеност од некаква си закана. И мислам тоа е посебно во социјален контекст, од социјалните медиуми, затоа што ние сме еволуирале на некој начин, мислам има еволуцијска смисла да како да го објаснам ова. Кога се стравот на социјалните медиуми од заканата, нели, за коронавирус или некоја друга епидемија или нешто, произлегува од фактот што ние сме еволуирале да бидеме многу подобри детектори и проценувачи на страв и проценувачи на уплашено однесување кај другите отколку кај самите себе си. Зошто? Затоа што има еволуцијска смисла, нели, ако ти успешно перцепираш некое загрижувачко однесување кај другиот од дистанца, шансите ти да преживееш се многу поголеми. Значи, ако посредно ти
дознаеш за заканата и за опасноста, тогаш шансите да преживееш се многу поголеми. Ние имаме афинитет всушност во социјален контекст да ги споделуваме така информациите. Така што многу е битно да се обрати внимание на тоа како се амплифицира стравот од заканата за коронавирусот, посебно во контекст на социјалните медиуми. Што мислиш, се сложуваш? Да. Интересно е дека нели во човековата психологија е факт дека еволуирала човековата психологија да има постои реакција само во услови на нели непосредна закана, например кога ако загледаме змија или мечка или некој со оружје во рака или експлозија на бомба, нели, ако има. Но не кога опасноста доаѓа постепено, како во случајот нели со пандемијава, кога на почеток нели пред 2-3 месеци беше нешто далечно. Сега нешто нели што таму постои некаде во Кина, за месец-два еве се подоцна слушам дека некој подоле има луѓе заразени со истиот тој вирус што беше илјадници километри далеку. Нели бидејќи интересно е дека нашава психологија не може да го свати тој експоненцијален раст и начинот на кој се одвива се тоа. Болеста нели се шири во почетокот полека, но подоцна расте експоненционално. Како што гледам дека на луѓево и на светот полека му станува јасно дека коронавирусот е сериозна закана. Што мислиш ти во врска со ова? Па да, дефинитивно, мислам, стравот еволуирал за непосредна опасност и е стрикно поврзан, мислам, онака има многу силна социјална компонента и затоа е возможно социјалните медиуми да го амплифицираат, тоест да го појачуваат многу повеќе пати. И ние сме, мислам, многу лесно знаеме да детектираме и да препознаеме страв кај други луѓе и нели истото штом го препознаеме стравот кај други луѓе, тогаш го амплифицираме стравот и кај нас самите. Значи, тоа ни активира некои процеси на, да речеме, на самоодбрана, посредно преку обсервирање на страв кај други лица. И има една интересна компонента за која што луѓето би требало да бидат свесни кога ги поврзуваме овие работи. Значи, може би еден вид на механизам на редуцирање, нели, на таа анксиозност, на тој страв кој што произлегува, а тоа е така наречениот оптимизам bias, како е на македонски bias, заблуда? Тенденција кон оптимизам, предпоставувам во контекст. Да, Затоа што има спротивно на оптимизам bias, има негативити bias, например, тенденција кон негативно. Например, оно што го спомна пред малку дека информациите со негова негативна содржина имаат поголем ефект така, врз нечија психолошка состојба отколку неутрални или позитивни информации. Така, точно. Значи, да, точниот превод во овој контекст е точно тенденција би било така нешто. Значи, тоа кога луѓето во принцип онака погрешно веруваат врз основа на некој си чувство дека шансите тие да заболат од болеста се помали или дека нема да заболат или дека ќе живеат многу подолго од колку што е нели просекот. Значи никој не мисли за себе дека ќе заболи. Дека ќе биде во некаква опасност или дека нешто лошо ќе му се случи. Да, мислам дека ова е докажано и претходно, нели например во случај со пушачи, нели процентуално е многу поголема шансата да заболат од респираторни или канцерни заболувања отколку они самите што можат да проценат, нели си го минимизираат или влегуваат во некој емотивен комфорт, каде што на некој начин психолошки ја минимизираат опасноста, така? Да, значи веруваат едноставно дека нема да ми се случи тоа мене. И си наоѓаат нели разни изговори, онака наоѓаат разни така наречени докази под наводници во средината, изговори и така натаму со цел да го намалат тој нели таа анксиозност, тој страв и тоа води кон една таква или тенденција кон оптимизам или и заблуда на некој начин во исто време. Сега, една од емоциите која што се јавува во контекст на ваквите нели феномени, во контекст на пандемиите, во контекст на надоаѓачки болести, е емоцијата на гадење. Нели, она на англиски е disgust. Тоа е една од основните емоции, една од универзалните емоции кои што се дефинирани во литературата. Оние што се заинтересирани, Пол Екман можат да го дзивнат. И
Практично идејата е, научниците мислат дека оваа емоција на гадење всушност еволуирала токму од причини на самопрезервација на телото од, да речеме, од потенцијално скапана храна, од потенцијални паразити и така натаму. Значи, природно сме еволуирале чувство да се оддалечуваме од такви стимули кои што имаат лош мирис, лош изглед, онака како што Или други изгледа. културни норми, нели, кои не ни се допаѓаат, може Да, значи сега зборуваме за потеклото, за биолошкото и физиолошко потекло, нели, така и Дарвин во својата книга Емоциите на кај човекот и животните, за нивното потекло, исто така тој ја базира тезата дека, нели, нашите социјални емоции, кои што ги имаме во моментов, овие 6 универзални емоции на радост, изненадување, гадење, гнев, страв и тага. Тоа се тие 6, нели, емоции. Всушност потекнуваат од одредени наши физиолошки состојби на телото, еве како што збориме во контекст на гадењето, нешто што имало физиолошка и биолошка вредност за нас да обстанеме како вид. Значи, ако јас се оддалечам, ако имам физиолошка реакција во телото која што е аверзивна, која што е негативна, тогаш ме оддалечува од стимулот кој што ја предизвикува. Значи, ако видам нешто скапано, го собирам носот и онака ги затворам очите и се оддалечувам. Јасно, да. Сега тоа и ова ти што го спомнаш се шири, се проширува понатака кон разни видови на социјални стимули, не само Значи, биолошки. зазема друг контекст. Така, се рециклира на некој начин таа емоција. И во овој случај, например, луѓе чувствуваат, да речеме, гадење од луѓе кои што имаат, например, Потенцијално носители на зараза, така? Така, и носители на зараза, ама и на многу повисоко ниво, например, луѓе кои што имаат дури и различни, да речеме, морални вредности. Значи, дури моралот можеме да го базираме во чувството на гадење, нешто што го сметаме за добро, за привлечно, за прифатливо и нешто што го сметаме за погрешно, за лошо и така натаму. Да, всушност морално гадење и постои како концепт во бихевиорална наука, колку што знам јас барем. Да, управо си. Да. И сега, што може да се направи за да се редуцира тоа чувство на гадење од останатите луѓе? Значи, имаме чувство, значи, на страв, рековме, имаме чувство на гадење, како самопрезерваторен, како самозаштитнички механизам, нели, емотивен врз основа на некакви си болести и луѓе потенцијални преносители и така натаму. И сега, што е препораката тука, нели, кај групава научници у Препринтов е препорачуваат фреквентна и транспарентна комуникација, нели, за кризава и битно е да се комуницира за проблемот, да се објаснуваат работите постојано, затоа што, нели, луѓето почнуваат емотивно да резонираат за работите наместо рационално. Да се даваат, нели, например, модели, рол модели, како се викаат оние примери, така. Примери кои што се однесувале позитивно да се истакнуваат и да се истакнуваат однесувања, тоест да се истакнуваат, да се наградуваат и да се воздигнуваат однесувања кои што е се онака пример за останатите и преку тоа, значи, да се интервенира со цел да се намали тоа чувство на морализирање во негативен контекст. Значи, на некој начин да се инспирираме од нечии несебични дела, така? Да. Класичен, онака, класичен приод е, нели, во разни домени, во психологијата, порано, нели, се имаше онака и работник на неделата, се гласаа такви некои моменти, чисто затоа што луѓето тежнеат да се поистеветуваат со луѓе кои што се успешни, кои што се, нели, покажуваат лидерски способности и така натаму, значи ги земат како значи, пример. ни требаат херои. Па треба почесто се зборува за позитивни примери всушност. Значи, наместо да се зборува колку луѓе умреле, да се потенцира таа информација, например, да се потенцира повеќе колку луѓе преживеале, да се направи, например, не знам, муабет со нив, репортажа некоја медиумска,
како се снаоѓаат, ако ги видиш, мислам, насмеани после предизвикот, нели, ако ги видиш излекувани и насмеани, тоа, мислам, ќе делува многу онака позитивно кај народов. Мислам, ако видат таков некој пример на... Но, индиректно ќе делува веројатно добро и на здравието. И нели, ако премногу имаш хроничен стрес и анксиозност, тоа може да има големи импликации врз личното здравје и имунолошкиот систем, така? Да, секакви импликации, секако. Но Значи, тука... од есенцијална важност е да се минимизира неизвестност, да се минимизира анксиозност, негативни мисли. Битно е да се менаџира јавната перцепција на проблемов. Тоа е најмногу што може да помогнат социјалните и бихевиоралните научници е во таа насока. Значи да ги поддржат биолозите и медицинските здравствените работници во таа насока со дизајнирање на стратегии околу модификување на однесувањето кај луѓето. И например, нели, имаше еден период каде што луѓе онака хордира, како се вика, нели, собира, купува безпрекорно безмерно многу тоалетна хартија и складира некои работи. И тоа произлегува токму од тоној екзистенцијален страф, нели, од болести, од короната и еден вид на кој што создава едни, да речеме, копии на однесување во јавноста и создава еден менталитет на така наречена zero sum game, или како е на македонски zero sum, збир нула, игра каде што збирот е секогаш нула. Тоа значи дека кога едниот добива, секогаш другиот губи во суштина. И обратно. Да, и таквото однесување, например, тоа панично и хистерично купување, например, многу тоалетна хартија или некои работи, сигнализира еден вид на zero sum game. Значи, сигнализира едно однесување кое што сите мислат дека ова е компетитивна игра помеѓу нас, каде што едните ако купат ќе нема за нас и ние брзаме потоцна да излеземе така и ние да купиме. Јасно, интересно. И тука е таа еден feed forward механизам сушност, но ако навлезеш во деталите, например, на епидемиолог, на пандемијата не е zero sum game, затоа што во одреден момент секогаш секој има потенцијал да се зарази. Така што и многу повеќе имаме бенефит за сите нас на колективно ниво ако се однесуваме одговорно, отколку ако секој влезе во менталниот, нели, склоп на zero sum game и на компетитивност едни со други, каде што се гледаме, нели, како грабаат луѓе по супермаркети, затоа што само заеднички, организирано и стрпливо може да ја пребројдеме оваа пандемија, а не со некоја си компетитивност и колективно мас лудило. Значи, наместо колективно лудило, нас ни треба и колективна одговорност. Значи, апелот е дека луѓето да не собираат залудно производи на тоалетна хартија, лекови или не знам што друго. Затоа што на тој начин индиректно прави недостапни производи за оние кои навистина имаат потреба од тоа. Да. Но според мене поголем е проблемот што создава импресија на криза, што создава еден впечаток на ова баш тоа на напревар, на трка за ресурси. Значи, трка за ресурси, а колку што знам јас, колку што имам информација, производителите и понатаму си работат, значи на некој начин е ирационално. Да, секако и создава уствари е така нерационално однесување кое што создава поголема криза, паника и страф кај луѓето. И например тука грешка прават и многу медиуми и социјалниве мрежи, повторно ќе ги спомнеам, кои што постојано ставаат некакви фотографии, примери од празни рафтови по разни земји, и тоа создава едно колективно чувство на немашница, на едно колективно чувство на се буди себичноста у смисла кога ќе видиш дека снемува работи од рафтови, тоа ќе го видиш на социјални медиуми, ќе го видиш на телевизија, тогаш и ти самиот влегуваш во онака психолошки мод да
да одиш и да го правиш истото затоа што имаш перцепција дека ќе снема наскоро, дека луѓето го Да, мора да признам дури на моменти јас бев во една таква, се најдов во една таква предизвик ситуација да земам да се да речеме на мирници да се изнакупам за наредниот период, меѓутоа за среќа превлада да речеме на ирационалниот дел кај мене и почекав малку. Па да, мислам, окей да се купи, не знам, работи за да имаш за 4-5 дена, онака недела дена, ама то да биде врз рационална основа, да не биде, мислам, не ти требаат 20 пакувања тоалетна хартија, мислам, тоа е... Апсолутно, значи целта е да се излегува поретко надвор, за да се добие тој ефект, како што спомнати претходно, физичко дистанцирање. Значи, добре да се иде да неколку дена и да се соберат намирници производи, со цел за да може да функционираш наредниве неколку дена, меѓутоа тоа не значи дека треба да купиш за 3 месеци или за година унапред и да се забари кадираш дома и готово. Да, тоа не значи да влезеш во психоза на хордирање, на непотребно складирање и собирање од некаков си екзистенцијален страв, дека нешто тоа едноставно праќа погрешна порака и е многу себично кон други луѓе кои што ќе почнат истото да го прават и тогаш се прават оние bottlenecks на тогаш уште нели станува поголем проблемот. Значи мора да се има смиреност и организираност и рационалност во целиот овој муавет. Исто знаеш една интересна обсервација на пример од бубонската чума ли чума? Црна чума, така го викам. Да, народски така мислам дека го bubonic plague. Мислам дека беше предизвикано од бактерија, мислам во тој случај не било вирус, било бактерија, али не се. Во 14 век, значи, една од работите кои што нели подоцна историчарите ги анализираат последиците на таквите чуми, таквите пандемии, е феноменот, например, на зголемено насилство во такви периоди. Значи, насилство посебно кон луѓе кои што се перцепирани како outgroup, како надвор од групата. Јасно. Значи, in-group, out-group bias на англиски или што би рекле на нашки ваши и наши. Да, значи се перцепирани поголеми поделби на ваши и наши од аспект на може би од токму тој страв дека нели дека тој што ми е тук, тој што не припаѓа на мојата група е најверојатно потенцијално заразен. Јас и мојава група сме окей, се плашиме, знаеш, некој од надвора не дојде да не зарази. И во тој период, например, наблюдувани се на зголем број на убиства, например, на каталонците у Сицилија или, например, имало погроми на евреи, значи сите што се перцепирале како тугинци, улични питачи и така натаму, да. Сите или, например, имало инстанции на онака напади, например, на азици, имаше, мислам дека извештаи низ Америка се случува каде што нели коронавирус доаѓа од Вухан, од Кина, автоматски ако видиш азиец, бегајте, плашете се. И така што постои тенденција за зголемување на таквото in-group, out-group насилство и затоа, например, тие што се одговорни, политичарите и сите нели релевантни експерти во полето, би требало да обрнат внимание на тој момент. Значи да се обидат да редуцираат тензии помеѓу самите групи во општеството, кои што би можеле нели после одреден период. Сега се уште сме во рана фаза од епидемијава, најлошото допарва доаѓа и затоа мора да се интервенира на време да се сплотат разните групи во општеството, посебно во едно општество како нашево, нели, каде што имаш мултиетничко општество со различни религии, со различни нели етникуми. Има прилично поделба на многу групи, да речеме, без разлика дали е национална, етничка, религиозна основа. Така, да, ова е Балкан и мора да се делува проактивно во овој случај да се разбере проблемот, затоа што ако го базираме знаењето, односно ако предстои оној патерн на да речеме меѓугрупна нетолеранција, тогаш може да се нели развијат уште поголеми проблеми. Дополнително се предлабочи кризата. Да. Посебно кажи повели, многу збораме. Значи целата работа се направи некоја
координирана порака и сигнал, испраќање на сигнал за соработка, на пример, и за дека сите меѓу нас, ние сите се наоѓаме нели во истиот проблем, без разлика без разлика на нашиот идентитет и потекло. Да, мора да се покаже солидарност затоа што и да се произведе едно чувство дека ова сите не засега подеднакво. Значи тука не бира вирусот дали си христијанин, муслиман, албанец, македонец, Петко Станко, значи сите си имаме, сите сме подеднакво изложени на истиот ризик. И затоа треба приликата, значи да се превземе таа енергија потенцијална на меѓугрупна нетолеранција и да се претвори во заедничка солидарност. Значи да се објасни дека ова е проблем кој што не засега сите нас и дека само така може да го пребродиме. Инаку тој ризик, нели, таа перцепција на ризикот се базира врз основа на најчесто на емотивно резонирање, нели, ако постои некаква опасност, рековме се јавува страв. И, например, процесот на резонирање во однос на ризик, типично се одвива во две фази. Односно, првата фаза е емотивната фаза, каде што се појавува емоција која што има одреден квалитет, може да биде позитивна или негативна. И сега интересниот факт е што каква емоција ќе се појави обично во првата фаза, во однос на менаџирањето на ризикот, например, во однос на перцепирањето на ризикот, така понатаму резонираме и процесираме информации кои што се во согласност со првичната емоција. Например, ако имаме негативна емоција кон нешто, тежнееме да бараме негативни информации понатака. Значи, негативната и тоест квалитетот на емоцијата е конгруентен, така се вика, со видот на информациите подоцна кои што ги резонираме. Така што битно е да се, затоа велиме, мора да се свати проблемот рационално и да се окей е да си уплашен затоа што тоа дава едно ниво на предпазливост, но умерена доза. Значи не биде тоа патолошка негативна емоција која што ќе те спречи да резонираш и после сите ќе ги перцепираш како баба роги. Мислам, и тоа не е окей. Инаку, баш мојата прва реакција беше прилично негативна. Дури се сеќам дека ја и ти нели пешачевме, правевме муабет и кажав дека имам прилично негативно чувство што ќе се случува со војдина. Негде пред 8 март ми се чини, пред затварање и карантини, дека нешто лошо ќе се дешава војдина. И на почеток морам да признам дека ме преовлада тоа чувство на анксиозност и стрес, меѓутоа успеав некако со време да го изрегулирам, нели, да се намали изложеност на вести, оптимално спиење, работа од дома, свирење, читање книги и така надолу. Да, можеш да се адаптираш, мислам, не е нормално да останеш во таа, нели, акутна состојба на стрес која што првично се јавува. И нели не е рационално и не е пожелно, не е здраво едноставно да останеш да премине тоа во некаква си хронична позиција. Затоа што луѓето мора да бидат подготвени и спремни не само физички, туку психички пред се. Значи затоа што ова ќе биде проблем кој што ќе трае. Не знам, проценките се неколку месеци сигурно. И сега замисли, ние сме помалку од месец дена во оваа ситуација, нели, со физичко дистанцирање, со самоизолација и така натаму. Замисли што ќе биде после 6 месеци, например, после пола година. Да, баш во тој контекст читав некои различни, да речеме, проценки колку може да трае, како може да трае. Значи, ние треба бидеме спремни кога ќе трае и ова може да трае и да се пролонгира многу повеќе од 3 до нели, некои по-оптимистички сценарија се од 3 до 7 месеци, некои, да речеме, по-негативни процени се дека до 18 месеци може да. Моето гледиште, ја прилично, да речем, се спреми психолошки дека може да трае малку подолго. Дури ако трае, да речеме, 3-4 месеци, нели, по-оптимистичко некое сценарио, треба да очекуваме после тоа,
повторно работите да бидат рестриктивни, да нема уште јавни собири, пак да има одговорно однесување, пак да има дистанца, значи не веднаш да се враќаат работите во нормала нагло, туку дека ќе иде многу постепено се тоа. Да, интересно е тоа што ова дури може и перманентно да го промени стилот на живот. Мислам, перманентно мислиш години натаму, така? Да, и за следните генерации кои што доаѓаат. Значи, ако еве замисли дека сега бизнисиве се во многу неповолна ситуација. И тие што веќе претходно имале некаква си интернет инфраструктура преку која што комуницирале или можеле да го изведуваат својот бизнис, до некаде се во окей поволна позиција затоа што релативно можат да продолжат на некој начин со работата. Ама имаш многу бизниси кои што барем засега не успеваат да се адаптираат. Ова ќе биде еден огромен економски проблем пред се. Значи, ќе мора да се најдат начини да се адаптираат тие, да речеме, бизниси или услуги или производство кој што се одвивало на еден начин досега, а од сега, значи, би можело тоа целосно да се видоизмени и да функционира по поинакви принципи. И од тога ми е тезата и муабетот дека може за повеќе генерации ова да промени однесување на ниво на општество, не на... Значи, затоа луѓето мора да бидат спремни за одредени промени, односно, и затоа психолошкиот момент е многу битен, затоа и го споменувам. И тука, повторно ќе кажам, голема улога имаат и медиумиве. Типично, информацијата која што е негативна е покалорична, лошиот збор далеку патува и бргу патува и се слуша, значи отколку добриот. И медиумите во овој случај, например, оваа група, например, на бихевиорални научници препорачуваат да даваат повеќе внимание на позитивни работи, со цел да создаваат еден вид на позитивни емоции кај луѓето, затоа што рековме дека при проценката на ризик, едноставно луѓето резонираат во две фази, емотивна и после когнитивна во однос на информации. Ако првата фаза е негативна, тежнеш кон негативните информации. Така што ако медиумите презентираат... Целата поента е да се регулира, да речеме, негативните информации, негативниот импакт од кризата и да се направи на некој начин превенција кон позитивно однесување, позитивни информации, начини како да се закрепне од ситуацијата. Така, да се намали едноставно постојаното бомбардирање со лоши информации, со негативни информации. Тамо толку умреле, овде оку умреле, постои веројатно толку време да не се вратат работите нормала, па не знам. Значи, цело време е еден вид на негативен оптек на мемиња у јавноста и мислам става една масовна колективна, да речеме, колективно резонирање кон однос на негативни информации. Така што и луѓето тежнат да ги сваќаат работите во негативна конотација ако се однапред предодредени да бидат во негативна емоција. Така што малку позитивност би било пожелно во случајов. Малку би подигнал моралот и мотивот. И да, во однос исто сакав, ме интересираше на каков вид на информација, односно пласирана или од тие што се одговорни за релевантните институции, или пак медиумите, или генерално луѓето преку социјални медиуми, мене ме интересираше каков пристап би бил најдобар за да го зголеми она одговорно однесување кај луѓето индивидуално. И врз основа на, например, ако сакаш да натераш некого да мие раце, така? Кој е најдобриот начин врз основа на она што го знаеме? Барем во Трудов вика дека повикување на некаква си социјална одговорност кон другиот е прилично ефективен метод. Значи, од типот на
ако кажеш некому на пример, миги рацете почесто или ќе умреш, веројатно има многу помал ефект отколку да речеш миги рацете почесто затоа што можеш да ја заразиш мајката и мајка ти да умре. Ме разбираш? Значи, да се активира тоа чувство на социјална одговорност, кое што веројатно би било за нијанса поефективно од нели? Да, од личен, да речем, лична одговорност, значи социјална одговорност според тебе или според истражувањето што го цитираше е подобро. Да, го сугерираат како еден вид на пристап, затоа што, например, види, и многу социјални норми практично се базирани врз тој аспект. Ние сме социјални битија и живееме во социјални заедници кои што се базирани на одредени социјални норми. Сега социјални норми што значат? Тоа се некои однесувања кои што мнозинството ги прифаќа и мнозинството ги одбива. Значи тоа се практично социјалните норми. Еве на пример, кога излезе снимкава со тепањава на девојчево Штип, значи имаше масовна реакција и осуда затоа што беше нарушена социјалната норма на ненасилство. Посебно на ненасилство на тој што е послаб од тебе. Физички во овој контекст, нели збориме. Така што ние сме социјални битија и многу од тие правила да се грижиш за другиот, многу од тие норми да бидеш одговорен кон другиот се на некој начин енкодирани во тие социјални норми и повикувањето на тоа, например, однесувај се одговорно да не го заразиш твојот брат, твојата мајка, твојата девојка, жена, твоето дете и така натаму, би имало убав ефект, мислам, повеќе врз основа на цитираниот труд, отколку да биде, знаеш, мирација за тоа што ќе умреш. Значи, примарната поента е да се заштити, да бидеш одговорен кон некој друг. И сега, многу зборувам, се чувствувам, слободно улета и умрам. Нема проблема, ама сега сепак ти си експерт, така да тебе ти давам предност секако. Јас сум само студент и тоа моментално нели на мирување заради ситуацијата, дури претходно беше поради други работи, така да тебе ти давам секако предност да говориш. Баш е интересно ова што го кажа до сега. Што мислиш за што може да се направи, например, за луѓе да се заштитат, да речеме, во смисла да се направи да се справат со стресот, со анксиозноста, со менталните ефекти предизвикани од една ваква пандемија? Па секако да најдат, да продолжат да се придржуваат кон оние работи кои што нели ги правеле и претходно, кои што ги правеле среќни. Значи, добар дел од нив, не знам, имале разни хобија по дома. Значи, имале разни интереси кон кои што се нели приложували, или пак добар начин е да почнеш да развиваш ново хоби, например, кое што е приврзано со средината во која што се наоѓаш. Може би е добро време да создаваш вештини кои што би ти дале предност да бидеш само одржлив на долг рок, од типот нели да научиш да готвиш, од типот да научиш да користиш, например, компјутери и да научиш што е тоа телекомуникација. Затоа што верувам дека ќе тежнат работите да одат кон таа насока, да се повеќе и повеќе да се тоа се вика во формалните да се дистрибуира процесот на работа преку редистрибуција на некој начин. Да, например да се работи од далечина како што и впрочем и сега почнуваме, така што тежнење кон старите хобија кои што нели ти создавале задоволство и интереси кои што претходно си ги имала, а не бараат нели да физички да бидеш блиску до луѓе. Ако не, например да се обидеш да создадеш нови хобија од типот, например секогаш си сакал да научиш да свириш гитара, така? Тоа е исто верувам интересно хоби за луѓе кои што имаат таков интерес и тоа е може да потрошиш буквално сати и сати вежбање и свирење и буквално заборавиш се околу тебе. Потребно време на светот. Да. И читање книги, цртање, играње на карти. Така. И социјално да бидеш ангажиран преку интернет со луѓе и
со твоите, например, пријатели, со домашните, со едноставно мора да се одржи таа кондиција на социјалност кај луѓето, затоа што нели токму тоа е одземено во овој момент, така што да. Да. Значи, ти спомнав претходно имаше една студија, нели ти кажа, луѓе што биле држани во карантин како последица на првиот коронавирус од 2003, не знам која беше година. Значи, кај тие луѓе што биле во карантин се открива голема психолошка вознемиреност, посттрауматско стресно нарушување, депресија. Значи, очигледно изолирањето не е добро, но како што кажа, значи, намалувањето на стресот и анксиозноста може да се за да се намали стресот и анксиозноста може да се искористи технологијата, значи средствата за комуникација, телефони и така натаму, пораки, што и да е. Едно што спомнати како начин да се намали стрес и изложеност на негативни информации, свирење на пример гитара, како што спомна, хоби. Исто така мислам дека друга работа што може да го намали, да ја намали вознемиреноста е, например, да се намали изложеноста на вести. Например, да се гледаат вести еднаш на ден, па дури еднаш на 2-3 дена. И да се избегнуваат социјални медиуми. Што е можно повеќе. Например, интернетот апсолутно може да го користиме, значи мораме да бидеме на некој начин ригорозни, дисциплинирани, да знаеме зашто го користиме интернетот. Затоа што многу лесно можеме, нели, преку социјални мрежи да наблеземе во вести, во некоја негативна спирала и повторно да се вратиме назад. Да се амплифицира стравот, како што реков. Иако звучи парадоксално, нели, викаме да се поврзеш преку компјутер и да бидеш социјален, ама поентата е кога, мислам, тоа треба да биде таргетирано и да биде со луѓе кои што навистина ти значат и со луѓе кои што навистина имаш онака однос и муавет. Социјалните медиуми тежнеат да бидат еден вид на колективно однесување, значи каде што немаш буквално директно однос со некоја посебна личност, туку едноставно сите постираат некакви си пораки кои што се синхронизираат обично на некаква си негативна тема во моментов и тоа го амплифицира онаа стравот, анксиозноста и така натаму. Така што јас лично мислам дека малку ако намалиш, ако одбегнеш например од читање сешто на Facebook, ако го користиш Фејсбукот например да комуницираш со луѓе кои што стварно ти се блиски, драги, со кои што ќе бидеш продуктивен, нели ќе имаш една здрава социјална конекција, тогаш да, ама не во смисла да седиш онака и да губиш време да скролаш по таймлайн и да читаш кој што како кажал, и мислам дека тоа е малце непродуктивно и Добро, значи тоа на некој начин пак си бара некоја лична дисциплина. Значи мора да се научиме да се редисциплинираме на некој начин, да избегнуваме такви информации, да избегнуваме лавината од негативни написи и слично. Исто мислам дека друга работа што може сега да се искористи во овој момент е повремено да се вежба барем. Нели, бидејќи знаеме дека вежбањето слободува ендорфин, например, малку се стимнува, нели, оно анксиозно чувство. Анксиозноста, дури депресивните симптоми се намалуваат, така да мислам дека во овој случај исто така тоа полезно. Сакав да вратам претходно, значи спомнавме социјални мрежи, спомнав написи, например, има моментално, нели, теории на заговор се јавуваат со појавата на знаеш за тоа се мислев да направиме една така посебна дискусија околу тоа, пошто е навистина интересна самата тема по себе, има многу да се каже. Ја например би зборувал за уште две работи пред, нели, да тоа може например тука да заврши прва епизода од овој муавет во овој контекст. Прв дел да биде. Да, како прв дел, и после да се продолжиме од оваа тема што е начина како conspiracy theories, теории на заговор, која што е многу интересна тема самата по себе и многу битна и релевантна да се продискутира во овој период. Тоа може во, например, во текот на следнава недела повторно да социјално да се конектираме. И само пред да го привршуваме разговоров, ја би спомнал уште два аспекти на проблемот кои што се исто така многу битни и релевантни во случајов. Тоа е, првиот аспект е аспектот на културата. Значи културата во која што се појавува проблемот, број еден, и вториот аспект е политичката поларизација
Нешто што мислам дека исто многу важно да се разговара во моментов и како овие две работи всушност се влегуваат, тоест се инкорпорираат во проблемов со пандемија. Например, многу е битно во каква култура се појавува пандемијата исто така. Нели имаме култури од... Дали во индивидуалистичка или колективистичка, претпоставувам? Да, број 1 и број 2, она се користи термин tight cultures, tight или loose cultures. Значи, tight cultures е нешто како стегнати култури, како Со строги правила. Строги култури, така нешто би било, и loose cultures би било нешто како слободни култури, како поопуштени култури. И например, примери за тие строги култури се оние азиските, источноазиските култури, како Сингапур, како Јапонија, баш. Да, како Кина, каде што постојат нели строги социјални правила и во формална смисла, не само во неформална смисла. И типично за таквите строги култури се претпоставува дека еволуирале од причини што тамошните географски подрачја често пати во минатото се среќавале со вакви проблеми. Значи, со проблеми од типот на епидемии, со проблеми од типот на природни непогоди, како што се монсуми, тајфуни, земјотреси и така натаму. Ова беше интересно, баш мислам дека оваа дискусија имаше начнато Саполски во неговата книга Behave, дури вели дека можне овие разлики како индивидуализам или колективизам или строги правила наспроти полабави правила, всушност може би имаат и дури и генетска основа. Тоа беше интересно. Па да, мислам сигурно еволуирале во комбинација со под притисок на средината во која што се наоѓаат тие култури. И еве да го земеме конкретно примеров, примери на строги култури би биле Сингапур, Јапонија, Кина, Јужна Кореја и така натаму, а пример на поопуштени култури би биле например Италија, Америка и например Латинска Америка, нели Бразил и така натаму, каде што социјалните норми, односно несувањето на луѓето е послободно, во смисла често пати не се сваќаат сериозно некои си сериозни работи. Еве типичен пример е Италија, нели, каде што луѓето излегуваат на кафе, не носат например маски и видовме што се случи како последица, а во овие строги култури каде што веќе се имаат изгорено претходно, нели, со SARS-1, со MERS, со други, нели, тие свински грипови или кои беа уште птичи азиски грипови, нели, имаше разни. Значи, во таквите подрачја каде што честопати се јавуваат епидемии, каде што честопати се појавуваат вакви проблеми, веројатно самите култури се адаптирале на тоа и сваќаат дека во вакво време не само што мораш да си одговорен социјално, не само што е доблесно и морално, например, да носиш заштитна маска, туку и таквиот стил на размислување е инкорпориран и во, да речеме, и во легислативата и во таа културолошка матрица каде што луѓето привремено се желни, например, да се откажат од некој си свој слободи, со цел затоа што сваќаат дека ова е далеку поголем проблем. Значи, доека културите кои што го гледаме и успехот, например, на Јужна Кореја и Кина со прилично драстични мерки, онака строги мерки да се запре епидемијата, односно да се намали, да се забави. И гледаме што се случува во култури како Италија и Америка, каде што повеќе се вреднува уствари слободата како принцип. И, например, типично во такви култури би имало поголема отпорност кон мерки на социјална изолација. Затоа што луѓето би рекле, кој си ти мене да ми забраниш да излегувам надвор? Повеќе се почитува слободата, нели, например, баш ако гледаме статистички кривата на овие цими што ги спомна, Сингапур, Јапонија, Кина, Јужна Кореја имаат, може да се види, може би со исклучок во Запад, Германија би ставил како можен исклучок, и тоа овие земји очигледно добро се справуваат со кризава, се гледа дека има доста повеќе посинхронизирани се, поорганизирани, така. Апсолутно, да. По-подготвени за вакви предизвици, затоа што се имаат такво изгорено и кога доаѓа повторно ваков проблем, тие тежнат да
да се придржуваат кон правила, значи да имаат самодисциплина и прифаќаат да бидат на пример и казнети доколку го прекршат правилото, тоа го прифаќаат како како морална одговорност. Да, ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата, сега проблемот е што на пример во Италија, во Америка и дури во нашава земја, во Македонија, значи сме немале типично вакви проблеми до овој степен во минатото и најверојатно се уште не сме и ние адаптирани културолошки кон ваквиот феномен. Може би порано имало, не знам, пред едно 40-50 години вариола вера, значи епидемија на овие простори, ама тоа било многу редок инцидент и немало до овој степен, значи вакви масовни, нели, проблеми од овој тип. Не се сеќава никој, дури да речем баба ми кои се веќе во нивни доцни 80-ти, не се сеќава дека имало нешто вакво. Да. И затоа битно и ние да почнеме полека да размислуваме во однос на културолошки да се адаптираме на овој проблем. Кога викам културолошки да се адаптираме, мислам во насока да создаваме морални вредности базирани врз одговорност и грижа кон другите. Значи, например, носењето маска да не се сваќа тука како навреда. Например, кога двајца разговараат на улица, идеме ако ти е покриено лицето или ако носиш маска, дека тоа е нешто као некултурно или нешто тој стил, не разбираш? Да. Туку напротив, таквите однесувања кои што придонесуваат кон намалување на епидемијата, значи типично се фалат и да се морализираат. Значи да стане да се популаризира на некој начин. Така, и да стане вредност едноставно. Да стане вредност таквото одговорно однесување. Тоа е таа разлика помеѓу тие тајт култури или строги култури и овие што се опуштени. Лус, да. Да, баш тоа мене ми се чини дека не баш ги почитуваат уште препоракиве за, например, собири, групи, држење на дистанца. Морам јас сам да ги избегнувам луѓево, па дури има и некоја што погледнуваат накриво ако се далечиш од нив нагло или избегнеш директен контакт, нели? Да. Кажа дека од психолошки аспект дека луѓе уште мислат дека ова само некоја врста на грип и дека не е толку сериозно. Да, го сваќаат како сезонски проблем, а всушност не е сезонски, многу далеку поголем проблем. Не, апсолутно, затоа што допрва зема замав. Мене ми е страв да прогнозирам, ама мислам дека ова што зборуваш ти дека треба да се популаризира таквиот стил на живење, многу треба брзо да се делува, бидејќи неодговорно однесување можно е да донесе не знам, жариште да станеме за неколку недели од сега, па мора да се променат тие културолошки навики. Значи, ние досега генерации на Балканов биле тренирани да се социализираат преку, нели, одење на кафе секој ден. И сега нагло го снемува таа можност, тој феномен, тој метод на социализирање и луѓето се некако во некое лимбо, чистилиште, значи ни ваму ни таму, ни во пекол, ни во рај. И сега мора, ако се делува проактивно од психолошка гледна точка, мора да се создадат нови вредности и да се прифатат дури и нови начини на комуникација, како што реков, значи да биде сосема нормално двајца да разговараат на оддалеченост од 2 метри, со маски и со нараквици. И тоа да не се сваќа како нешто чудно, погрешно, посебно во вакви периоди кои што стварно мора да се пребродат и да се издржат. Значи мора културата малку да се затегне на однесување, ако сакаме да имаме контрола врз ситуацијата. Но секако мора секогаш да се балансира помеѓу, нели, човековите права и слободи и борбата да се намали и да се победи епидемијата. Така, значи, мислам дека Јужна Кореја добар баланс направи така. Да. Тоа што го гледам. Да, но тоа исто и се должи на овој факт што се они еден вид на построга култура каде што луѓето самите себе се се одговорни и ништо не е чудно во однесувањето, например, на маска, во однесувањето на
не знам, на правилните практики при, не држање знам, на физичка дистанца, да. да, држање на хигиена, миење раце, го нема тој момент, дајде не се занесо и ќе сваѓаш, ќе миеш раце како будала по стопа. Ти си измил еднаш добре. Значи тоа е разликата помеѓу нивниот менталитет и нашиот, и тоа мора подитно да се смени и да се свати сериозно. Така. И јас се сложувам со тебе дека во Тетово, и јас истото го наблюдувам тука и кај мене во зградава, нонстоп има нагоре, надолу, трчање, зборување, собирање по ходници, по тоа одење на гости едни на други, кај други. Не се свесни луѓето дека може да ги чека за многу кратко време, бидејќи нели за кратко време ова експоненцијално се движи, за кратко време дојде ова, за сега. Значи, како што рече, ако не се делува проактивно, последиците може да бидат страшни. Така. И знаеш што? Мора тоа да им се каже на луѓето дека ќе биде страшно ако не се преземе сега. Тоа е предизвикот. Тоа е стварно предизвикот, уште повеќе што, например, во зградава живеат луѓе кои што немаат ниту интернет, например. Ти се верува? Значи, немаат интернет конекција дома, може имаат на телефон, има луѓе кои што имаат само телефон од оние обичните Nokia со стари модели. Старите модели немаат никакви социјални профили, без апликации, без ништо. И предизвикот е, мислам дека таква, посебно по стариот дел на популацијата, во Тетово и во други делови од Македонија, верувам, предизвикот е токму тоа, како да дојдеш до таа популација. Затоа што сваќаме дека во вакви моменти, во суштина, тоа се поединечни острови, кои што, нели, само комуницираат на телевизија, нешто чуле, нешто не дочуле, нешто не доразбрали и така натаму, а немаат други методи на комуникација, освен да му се јавиш на мобилен или да му пратиш SMS порака. И многу е тешко да се организира една таква група на луѓе и да се убеди да се однесува одговорно колективно, затоа што нема дури ни методи на комуникација со нив како што треба. И мора искрено стварно да се отворат овие проблеми и луѓе кои што се одговорни во тој дел ќе мора да почнат да размислуваат како ќе стигне пораката до тие луѓе. Телевизија не е доволно, очигледно, гледам и јас и ти што се случува низ градов, например, или по другиве градови. Така што мора да се најде некој метод на конвертирање и на комуницирање, значи масовно комуницирање во исто време. Например, додека живее во Јапонија, имаше оние некои механизми на рано предупредување од земјотреси, каде што ти стига порака, например, на сите телефони ти стига нотификација. Интересно. Ако се очекува некој земјотрес, например, ако има некоја добра веројатност да се случи, чисто да бидеш едно 10-15 секунди подготвен пред да се случи, да можеш да се засолнеш. Сега кај нас тоа е малце science fiction, ама верувам дека маката ќе не натера малку да го развиеме и тој дел и да стигнеме до тие луѓе кои што имам впечаток дека се прилично голем број, тие може имаат телефони, ама не ги користат со нивниот целосен потенцијал. И да се најдат, ќе мора да се најдат начини да се контактираат и да се организираат тие луѓе со цел да се дисеминира пораката што е можно повеќе. Апсолутно нема што да дополнам на оваа тема. Тоа е апсолутно си во право. Значи треба се делува проактивно, треба се делува брзо. И само да го завотвориме муаветов пред нели да го завршиме првиот дел и да продолжиме следниот пат од теориите на заговор. Сакам уште овој дел да го завршиме со политичката поларизираност. Нешто што сметам дека е евидентно во моментов и типично нели добар дел од луѓето покажуваат, барем од оние ја што ги познам, уште поголема поларизираност. Значи уште поголемо закотвување, уште поголема рововска битка, значи уште поголема поделба. А во овој случај мислам дека тоа е најмалце продуктивно и мора да почнат луѓето да соработуваат врз основа на разните, како се вика, придонеси кои што можат да ги дадат во случајов. Значи не е битно кој од која партија е, затоа што ова е проблем кој што не надминува сите нас и мора да има целосна општествена соработка во случајов. Што викаш ти? Така. Апсолутно треба, значи овие што се да речем партијаши што ги викаме, значи да избегнат више од тие ехо комори. Да почнат да комуницираат едни со други, да сватат дека, како што рече, дека ова е поголем од нас, дека
само соработката може да не извади од ситуацијава. Без разлика дали се станува збор за пронаоѓање на вакцина, без разлика дали станува збор за намалување на анксиозност, значи без разлика дали станува збор за други социјални или економски реперкусии што може да ги донесе, нели ова. Апсолутно, значи моментално ни треба соработка, ни треба кооперативност, ни треба однесување, ново однесување. Така, секоја рака за помош е добро дојдена, така? Апсолутно, апсолутно. Всушност и тоа е целата поента, да се искористи оваа ситуација, истовремено да се спречи таа поларизација политичка и на други основи, и да се искористи моментот да се деполаризира општеството, односно да се деполитизира и да го сватиме проблемот колку и да е тежок, колку и да е лош, во, нели, што се вика, во несреќа среќа. Значи, што ми имаме заеднички непријател, тоа би требало да не обедини, да не солидаризира, наместо да ни ги продлабочи разликите. И мислам дека мора веќе да престанеме да бидеме политички коректни и кон ова прашање, и ќе мора отворено да зборуваме за работите, и ќе мора да се солидаризираме со еден со друг, да ги премостиме нашите граници, затоа што ова е далеку посериозен проблем кој што не познава граници. Така што апсолутно, и тоа не сега, тоа може да биде, треба да сватиме дека може да дешава и во иднина, дури можно е појава повторно додека сме живи. Так. Значи, очигледно, мислам дека имаше дури од епидемиолози предупредување дека и со подигнување, нели, на климатската, на глобалните температури, исто може да се зажари појавата на нови зарази, на вирусни или бактериски инфекции. Така да, на некој начин, ова апсолутно не засега сите. Мислам дека единствен начин за да се намали или да се отстрани проблем, поготово овој проблем моментално што не напаѓа, е во соработка и разбирање. Епа, супер. Ајде на ова позитивна нота да го завршиме и денешниот прв дел од муабетов. Се надевам дека ќе биде се во ред да продолжиме со следниот муабет за од моментот на теорија на заговор, како тие нели се создаваат за време на вакви пандемии, за време на вакви, нели, кризи, и од тука ќе го преземе муабетот. Се надевам дека ќе биде исто така интересен за разговарање и за слушање, се надевам, за слушателите во следниот дел. Одлично, Атанас, фала ти за убавиот муабет. Гоце, фала ти на тебе и се слушаме и остани со добро и чувајте се. Исто. Поздрав. Ајде, поздрав.